mi quando amigo e di morena e se van de Quilito lindo para morena. Ay, 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 ay. Io vecchio sera e se van de Quilito lindo para morena. Ay, 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 ay. E tu voglio so cosciene, la galoppa calopera, la galoppa tu galopera, galopera, la luna e ci sera, galopera, galopera, la galoppa tu galopera, galopera, la luna e ci sera, galopera, galopera, la galoppa tu Lloviendo sus ojos negros, que menos quiere comprar, buscando por hechicera, que todo acabo más hechicera, más te amo yo, mi toda la noche la paso, sospirando porque amor, más hechicera, más te amo yo, mi toda la noche la paso, sospirando porque amor. Почувани гледачи, добро вечер и да добрате во музичката емисија Вековни ноти. Има ли потреба да го представиме нашиот вечерашен гостин? По некоја случајно се наоѓа во студиото, ние тоа го искористивме. Симеон Моне Говединков. Да. Стариот наш серенаджија, би рекле. Така. Негова втора љубов е гитарата. Првата гитара рече Симеоне дека ти е купила сестра ти. Таа е виновникот што ти сега си денешен познат музичар. Така си. Сестра ми заработи, мислам, она е покана веќе, нека е лека земе да ја спомнеме. Она у намата заработи. И негде сум бил ја околу 10 години. И вика, ти даде од мене ќе имаш веќе. Братче готови за мами и така. И почна помалце да се учам и полека свикнаме и се на наички се правим од мали години. Ти купи гитара, научи ме гитарата, ами и точок ти купила за се научи ме си и точок. Да, точок, па и намата тогај, точко ја дава, не исплата ги дава, и точок ми сама, уедно и тоа. Не, многу спомени од неја имам, многу спомени. Тоа е точно, да ја подсетиме. Да ја подсетиме неја. Во наводец си виновникот, затоа што добро е владееш гитарата. Да. Што би рекол Драган Мијалковски, гитаро моја, судбино моја. Да. Не ти ги откривам годините, ама 60-ти на години се дружиш со толку твојот другар гитара. 60, тука не де 65 може да има до сега. Стар Стипјанец. Малечко сум со гитарата. Прво пееше, Митка. Прво пееше. Татко ми свиреше на мандолина. Тоа ме интересира, корените музички на твојата фамилија. Да. На мандолина свиреше, со перо давчета гитара во мандолина. И сечи, ја дете беше тогај. Да. Прва не, они име да ни славеа, тогај избираваме се, јас со се и пееше, како дете. И ајде момка запе, они направи старо брат. Убави песен тогај, многу убави песен пеа. Состав има големо они тогај. Мажа, жени, сите другари пеа, избираа се. Мајка ми име да чека, плочките у двора направи, обееле ги за Свети Кирил и Методи. Името татко ми Кирил. Со право те рекле македонско славејче. Да. Со право те рекле, секој е чест. Ќе ги спомнам, ја у музичкото, у малото ми беше. Кај Серге беше нон-стоп ја. Како малетко се пееше. Директорка беше Лепана Попа. Миновска Лепа, Панева, односно, да. Она беше директор, се пееше дека терам да свирам на инструменти, на разни инструменти, ама... И така си беше нон-стоп со ни, ама гитарата ми остана за душа инструмент тоа, иначе тераме на дојчки инструменти, што не ми тераме, толку ми дарбата било. Еден од најдобрите серенаджии во градот. И јас би рекол, тоа е моје мислење, дека нема куќе дека не си влегол
за слава, за веселба и сето тоа што го бара твојот квалитет, музички квалитет. Така си. Почнуваме значи го почнавме разговорот и го продолжиме со убава македонска народна песна. Господине Моне, евак, твоето оригинално име е Семион, меѓутоа ти си популарен Моне. Батемоне сите ме знаат. Или Батемоне и така натаму. Твојата музичка историја е богата, огромна, од каде да почнеме? Ајде да почнеме малку од почеток. Секако дека твоите музички квалитети ги прифатија сите штипјани кои што те сакаат, те почитува, а со други зборови да кажам дека серенадата
ти допринесе да нема куќе дека не си влегол за слави, за сето оно што сака народот да се расположи. Стварно многу спомени. Се надевам сум правил, нема дека не сум да правил колку не сум улегол. Што га пееме августска вечер, се за душа песни, отвори ми мајко пенџерето, се убавине сме правили. И после тоа комшијата вика да ми дојдеш кај мене. Комшијата кога чуат убава песна. Добар глас на далеко се слуша. Така, да, многу спомени. И со многу музичари свиреше. Мора го спомнам ја Кересо. Метанги Кересо виолина свиреше. Он свиреше виолина, да? Многу спомени со него. Дека не одиме низ Македонија сегде. А после го спомнам ја Ервер Мачо, виолина, исто со Бог да ги прости двојца, не сам и ги нас. Многу спомени со ними наме. По Скопје, по Берово, Делчево, дека не сме одели. Тоа ќе рече дека ти се дружил со квалитетни музичари. Да, така. И оттаму тоа твое искуство и така натаму. Гитарата знае да зборува, знае да свири. Ти секогаш си, да не речем, испиеш со гитарата. Испием со неа. Ја од свирка доам, па пазијам дома направам. И да се подсетам некоја песна, дојам и така. И составам некои текстове мои. Направим и многу спомени. Доам со 2 сата и продолжам па плюс 1 сат да свирам на гитарката. Твојата драга господја музикална ли е? И като мојата госпожа пее убаво. Пее убаво. И на нея се серенади прави. Еве, заедно со серенади правише, после нея е водеше со мене Митка. Да. Друштво збереме се, нокто расположеме се негде. Ајде, само на женско. Многу пати така случи. И до се баја родиме. А многу пати друштво цело збереме се. Многу пријатели имаме, целиот друштво Штип. Многу да не ги кажувам тоа сите. Ние разговорот ќе го продолжиме, а сега следува убава македонска народна песна, па да си дозволиме и да ја посветиме на твојата драга господја Капа. Почнуваме гледачи по убавата песна, го продолжуваме разговорот со мојот драг, можам да кажем, комшија и колега по музиката. Кажи ми, Моне, колега, дали музиката придонесе да имаш огромен број на пријатели?
пријатели кои што ја сакат музиката. Еве јас можам да кажам дека секако си бил со Павле Ѓорѓиев, со Радко Бојаджиски и со сите оние кои што ја љубат и што ја негуваат музиката. Да споменеме некои твои блиски средби со какви луѓе? Ја од деца сум со добри пејачи, колеги, музичари, многу има да ги спомнеме тоа. Златни струни беа, па Дане и Радко Ептен беме со Нипа, сврзани. Да. Ептен беме и направиме мексикански состав. И пејачката не се има од Скопје. Името на мексиканскиот состав беше? Па тога имаше бе, ама не може сетам. Да. Одамна е, многу одамна е. Укино на концерт да баме. Да, мексикански. Пејачко убаво, баба Фетка, Радко Устано. До месец таму, покојна мајка бе така. Таму снимаме, мислам, пробаме таму со месеци, 2 месеца. Ама убаво текстот мора да го знаеш, мора, ани убав концерт приспана. И тој ќе му стане усеќавање. Ама одамна е, немаше тога, не може, снимки нема тога да. Многу убаво, Дане убаво пее, Радче. Но сеќавањата те служат, знаеш, нема убавине, професионалци, они, јас сум никако по-аматер, ама направиме, ава професионалка пејачка да беше. Многу убав состав направиме. Јас би ти рекол да размислуваш за една добра приказна, музичка приказна меѓу две корици, мојот музички пат. Да, треба. Не? И тоа да го направиш. Цел град вика, бе, шо дај... Да го направиш. Да. Сите викат, мора да го направиме да остане успомен. Но ти нема дека не сум свирил, нема дека не сум... Твојата популарност не е само во што... Оливер Драгович, Миша Ковач, дека не сум на Кич Слобина, но сите свириш. Да. Но сите су ни... Војско Сплит, кога се претимуваа Сплит и Штип, Боголюб беше, Бог да прости. Председател, у хотелу улеаме, ајде момка ти ќе направиш. И далматински, песни, што не сум пејал. И засакаваме сплитчани, вика да ни го доведеш кај нас, на доктор Боголюб. Во секој друштво си пријатен гост и така натаму. Многу. Јас само да спомнам една работа, на тоа се добро сеќавам дека Мишо Ковач во денешниот наш културен дом, во салата, имаше концерт. После тоа бевте заедно цела ноќ. Беме ние, Бог да опресе Павле Ѓорѓиев, имаше студио тука на Пустадо, новинаро, да. Штипјанец. Да, он беше, после беше у телевизија, таму беше спикер, сето тоа, а меѓу време тука, момка вика само ти ќе направиш со Мишо Ковач. Да направиш серенада, само еден дан живота, он ја пееше тоа време. Вика, заедно удијат ќе направите. Ставиени слушалки, ставиени тоа, и цела Македонија слуша. Удијат, една терцопна убаво, ели, вика, што е лепо, вика, како во гласче. Многу спомен. Ние македонци сме музикални, апсолутно. Вика, многу гласче убаво, вика, дали што улепшаме, вика. И после на концертот му беше. Тука заедно, имаше една плава жена убава, заедно цело време, заедно беме. Анита Батурина се беше жена. Така ли се кидам? Али, лепотица, заедно си деве цело време беше како гост. Твоите музички квалитети дозволиле да се дружиш со луѓе што ја знаат музиката и што знаат да ја испејуваат сето оно што го бара публиката. Така си, секој време што да потратат ја ги задоволам и тоа остане ќе ни утисак добар. Ке сите мислам. Било кој град да се најдам, било дека тоа си остане спомен и сите ме поштуват. Било дека диде. И следуваат фолклорните рефрени од нашата музичка група Штипјани, а потоа следуваат рекламите, останете со нас.
Господине Говединков, ние го спомнавме малку куд Македонка со 2-3 збора, меѓутоа малку поголема содржина за тоа што го заслужува куд Македонка. Сигурно диригентот ти што го рече бугаринот Киро Стоев, он знаеше како во Бостан да влезе и да знае кој колку ја барата музиката и така натаму. Ценеше ме многу. Таму имаше еден одличен мексикански состав, затоа што ти си любител на тој фолклор мексикански. Се викаше Маријачи. Во кратки црти, кој учествува, како учествува и дали те воодушевија тие твои колеги музичари во тоа време? Па ја повеќе од нито би го тоа Таа љубов. Љубов за Мексикото. Pero Никола беше тогај, бате Спиро Ренджо, може да го просто он не почуна. Перо Патраклиев. Перо Патраклиев беше. Да. Дане Данев. Да. Многу бав состав. Тоа со виолини свира, цела оркестар. Виолини труби се. И тоа ми даде оригинал мексиканско. Оригинал. Да, во звукот. Волјо ми даде, ја пееш тогај со нималце. Да. Пееш, ама не учествува во тоа, не привеа оне цене после, што одам нешто снимаа таму. Иначе од тога и љубов се беше таму. Тоа е документирано. Киро Стоев вика, уживај си, момка ти седи случај, вика ти, од тебе ќе биде добар музичар. Добро, вика, ега да виде. Ја дете беше Таа историја музичка особено за културно мечудушна Македонка, беше покровител памачната индустрија Македонка, затоа и тоа име. Да, така. Они направија биг бенд, прв биг бенд во Македонија, што тоа е за чест. А сето таа историја влезе во книгата на Благој Самоников, насловена како оно што беше куд Македонка. Така си е. Секој е чест. Да, а башката се најверојатно и тебе ти има во тој текст меѓу две. Веројатно башката они кој беше од Домот на културата директор и мене ми викаше да му свирам таму некои драми. Кој беше директор на Домот на културата беше. Точно, да. Многу спомени. Почнуваме гледачи, наша желба и ваша е секако песната. Останете со нас. Почнуваме гледачи, се враќаме во студиото со нашиот вечерашен гости, убав музички разговор. Нема место дека не бил, дека не присуствувал, дека се пее и дека се игра. И ден денеска. Така, и ден денеска. И да ти поживее Господ,
да го развеселуваш градот. И вие живи и здрави. Во припремата на разговор за снимањето спомнавте Плачковица, спомнавте Макфест, спомнав се познати личности, дружба и така натаму. Секој што ја сака музиката, сака да се дружи со тебе. Митка, подсети ми се убаво за Плачковица. Кога сетам, Ристо Кадивката беше покојен он. Председател на Наш комшија, нели? Председател на СТИП беше. Да. Трајчо Кошевски, Орци Иванов и они, како децо исто малко, и пееше што тогај. Да. Пееше и они беа главни летоваришето у Плачковица. На турда горе. Да. А Трали ми беше тетен у комитетот, сега Маролов што го држа, таму беше комитетот. Добро. Ординација на Маролов. Со джипчето качат ме, ајде на Плачковица. Однесат ме. Тогава беа во одворените на Бергалница. Летуваа таму на припреми, оде, сето тоа. Ја по цел месец седам, а баба ми Евка, баба ми па у куњата готвеше. И тя се беше како убавина, спомен, од сите ми беа мои. Трајчо Кошевски главен, Чорце, Ристо Кадивката. Они главни летовариши се тоа. И цело време седам си, јадење, пење, убави спомени. И највеќе од песна до песна. И навечер Пани Кангало ќе спомнеме, некому лек се мише, не е ми ги живите. И Ристо Крстски, он не е ми ги живите. Колега гитаристи беше. Да, Пани колега гитарист, а Ристо пеше. И одлично пееше. И пејачи, Ристо Крстски. А ја дете, према не дете беше. Навечер да ми запалат огнска ватра. И Душко Раде беше, тие сите извиндици, во таму многу спомени, цел град не може да ги спомнам сите. Го спомна Христо Крстевски. Да. Еден бакнеш? Неговата песна. Со него многу минаме. Ја, како дете, тогај слушаме и вика. Песни рој. И од тогај станаме другари и цело време, и та дори со него посредно одееме. Секој се пријатно друштво за тоа што ја познаваш музиката. Многу спомени, после со него. Голем репертуар. Да. А со него на вежба одееме, да спомнеме. И таму си пееме. На вежба, нека Струмица кога одиме, на вежба и цела ног таму дошт војна, ние си правиме серенади, пееме си, и он со нас беше. Да помина деновите добро, да. Го спомнавме и Макфест. Да. Секако ти беше многу присутен таму. Радо Рогожаров, да не забравяме, дека ти е редовен другар и пријател музички. Значи ми е како брат он. Он ми како брат, многу спомени со него. Минаме, дори татко му ќе спомне, Баталюбче. Он беше помладаче, татко му постара, многу песни од татко му научи. Од Баталюбче. Пееше, песни, убавина правим. Ја од Серенада враќам се, он живееше кај подсобравите се. Газија дека продава. Направо Серенада. Прв комшија. Рогожарско мало беше. Така, и ти беше тоа мало. Ке бе панда до музичката. До музичката, да. Запеа му 2 сата ли бе, колку? Излезе и после не ме пушат се чудом. Радче тој малечка беше Радче. Дојде, ај он се нас и така и Радче се сека и музиката се. И дружиме се многу. И серенади правиме на многу, со Радче многу. Кај Јачо Лонгоро, у Ридарско мало, кај Владо Пеперевицу, дека не сме одели со Радче, многу спомени. Ти знаеше дека и сите спортски активности знаеше да ги збогатеш со музика, да речеме. Да. Често се дружеше со оној убав фудбалски спорт, особено со Малајакс. Да. Знаете ли победите да ги запеете, да ги одбележите? Митка, подсети ме сега. Да. Спомени со Маја, многу имаме спомени. Али највише кога освоја прво место купно вечер беше тоа. Да. У Скопје секој ден одеше фирата на воеше, многу добро се него. Он не воеше со комбе, а Славче Митевски беше председател на градот. И секој ден одеме си, од Казаки напиеме се, расположиме се, ајде идеме таму, расположени. И се си тепаме. Се си тепаме. Гитарата ја носам. Кога запеам тоа салата на Кале, чуме се ми ти мајко мила Аргентино, од сета песна ти пеам ја. Кога викнам та гласче, абе Скопјане сите, викат за Шипјанецот, за Патамона навиваме. Готов, заваляј. И на крајот чекаме
mali ajde za svoje prvo mesto. Te pame go Vardar i to Мичевски, Димитровски, oni igraju prvo ligu така в бивша Югославия. Мал под те паме ги прво место за Спортот и музиката много спомени. Секогаш се заедно, да. Мирчик е ритката, Славчик бе јака екипа. Бе много играна екипа, главна екипа. Се уште постои таа Още нема. Остаря, ама постоje се млади деца. Имено тоа. Да. За убавиот разговор, почитуваме гледачи, да поздравуваме исто така со убава песна.
Почнуваме гледаше го продолжуваме разговорот. Нашиот одличен соговорник, нема што не знае за музиката, Моне Говединков. Во нашата припрема за разговор спомнавте Симона Вајс, Илија Здравев и така натаму. Која беше вашата соработка и средба? Музичка се разбира? Па, стварно тоа од Макфес. Да. Так нами се спомнами. Многу спомени, на секој Макфес, после тие 3 вечери нон-стоп свираше ја. Забаваше ги сите професионалци, пејачи, Кичо Слабина, се тоа. А Симона Вајс тога и победи со Октет Македонија. Добро. Октето Македонија прво место зема. И уидеме у спасиката, дреше котел ли беше тоа горе, у куќата? Позапта населба Деснаци. Така. Да. Таму беме и Радена Гожаров беше со мене и пејачка една од Скопје, пријателка ни беше. Седеме тука 3 сата. И гледам дека убаво пееме, знаеш, ја и Рачи убаво и песна направи. И викам, ај на серенада сега ќе ви водиме. Текнани дека ке Иле Здравев, музичаро. Да. Иле Здравев, он Октето Современо директор на пионерски. На пионерски беше, јак музичар, добар, прекрасен човек, душа. Ја познаваше музиката добро. Он живееше во Ливачите. Да. Уидеме на серенада кај него. Цел оркестар, Македонија Октето, колку беа дистонидучко беа, и ја и Рачи пејачката само забри кој се викше. Богата музичка вечер направи. Богат, кој се пееме, улеве да вика, која се даме, продолжиме до Сабајане. Много спомен. Господине Моне, враќаме се на спортот. Ти значи ли нешто името Мате Парлов? Тоа е спомен. И тоа е спомен. Да не го заборавиме. Да не го заборавиме него и тоа ми 2 дена тука беше, спомен ми остана. Па Јордан Милјаков така има на први, он живееше цела Југославија, со сите судии таму. Боксерски он беше, нема, Јордан Милјаков многу цене. И вика, Монка, ќе го донесам Мате Парлов, вика, ти ќе свириш. Добро, викам, готово. И стварно донесе го. И тука горно мало куќата, идеме со Радар Гожаро, Славче, до тројца беа со мене, се и свире, нон-стоп и свиреше. А неговиот менеджер, ваде пари да ми става. Вика, не бе какви пари, ја не взимаш тога пари. Не взимаш, така беше тоа. После почна показно за пари да свирам. И узми колико очиш, вика, новченик го отваря. Оти погодива со песни. Абе, не ти испански, не ти мексикански, не ти македонска песна. И македонска, без македонска нема. И македонски и везем. Цел репертуар. Македонски кои завезем. Вика, вземи пари. Какви пари? Ја не свирам за пари. Узми, а новченик е пун пари. Вика, што не сам знал сега се вика, бора. А тоа не се заборава. Не се заборава, тоа е спомени. Да. Следува песна од песнарката на групата Штефјани, останете со нас. Aklı olan
Почнуваме гледачи сето оно што беше вредно и важно. Нешто кажавме, меѓутоа убавата приказна музичка кај господинот Моне Говединков нема крај. Ви благодарам што бевме заедно, се надевам ќе бидеме повторно заедно и наредниот петок, а јас на вашиот и наш вечерашен гостит му пружам рака. И јас сум музичар, меѓутоа ти пружам рака дека си поквалитетен, да ти се множат серенадите, да се множе фолклорното богатство и така натаму и да имаш пријатни музички моменти. Благодарам. Секоја чест. Се гледаме наредната недела, почитуваме. Благодарам што ме поканите. Со голема чест и поздрав за сите штипјани. Нас ни беше исто Сите така пријатели, да. Почнуваме гледачи, почнавме со песна, се надевам дека и со песна ќе ја завршиме оваа музичка емисија. Се гледаме наредната недела, останете со нас. Моне Говединков, рековме, разделба со песна. Поздрав за сите штипјани, благодарам на честа на поканата што ме поканите. Ајно соко, дес примамира, ајче ти ама, sappiamo hai uno soco de prima rojo ma pri domingo e adesso io posto e a toci za koji strada mija, srce me mači od silna ljubov, a i ti oči crni prekrasni, nema nikoga gdje da zgasna. Koga njih gledam, ti je fog ancora, a oči crne prekrasni, nema nikoga ti je da zgasna.